вака сега. Што е работела со бувовите? Први еден ти влегол во лабораторија. Да, во лабораторијата. Многу те сакаат, вајда. На трети спрат се качи горе у школата. Во лабораторијата има влезено, ти тоа што си правил? Нешто си чепкаше на компјутер, нешто таква работа? Па да, требаш... Работеше на проект некој, whatever. И добро, ти влага буф, и како реагираше, кажи ми, што направивте, со кој беше, не те фати стравте, буф, огромен. Татко ми беше да е таму. Аха, добро. И однаш се слушна звук. Аха. Чекај, бувот од кај влезе, од прозор? Немам појма. Ама влезе некаква? влезе. Голем беше? Па голем, кој авион ми личеше. Па колку тебе да рече, а? Колку ученицата. Ајде, бувот го избркавте некако вака така. Да, го После тоа избркав. друг був. На враќање од Словенија ти се мавнал во шофершарно. Да. Као што седев најнапред. И што си ми е рече, памет. аман со бувовиве, не ти дое рече што е работа, ме бркаат бувови, нешто. Цело време гледам ред. Очи така. Некакви теорија на заговор, може се собрале бувовите, рекле таму, ајде овој малиов Марко да го бркаме. Или нешто така, а? Марче, што ти се случило, си се повредил во Љубљана? Да, раката ако цакате еве. Па ти уште си повредил, пријателче. И зашто, како? Нешто коваше, шајки? Не, падна. Падна? Да. Како падна? Од трчање и падна. Си трчал? Да. Каде трчаше? Па дома. Зашто, шо? Па Си трчаш по дома? Така, да. Абе, немој кажи зашто си паднал. Ми кажа дека си трчал по јадење. Да. Па кажи така, што јадење било? Шпагети. Шпагети? Да. И толку трчаше за шпагети. Што ти е најомилено јадење, кажи ми? Па тоа ми е моето најомилено јадење. Што ги јадеш? Па со сос нормално. Како? Па Што сакаш да ставиш? Ја да речеме Там- кетчап и сирење, не ставам и друго. пармезан обвезно. Ти малце идеш по квалитетно. Браво, Марче.